Дека во наши услови е тешко да се реализира еден обичен реконструкцијски проект за кој не се проблем парите, туку организацијската поставеност на изведувачот или подизведувачите, потврдува примерот со компликациите на работите на Центарот за култура Бели Мугри. Токму застојот и одредени неисполнување на квалитативните проектни норми ги седнаа на една маса представниците на вклучените страни во реконструкцијата на надворешноста на Храмот на културата со градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев. На еден месец и половина до истекот на продолжениот рок за реконструкција на надворешноста на овој објект, градоначалникот со критички коментар за текот на работите и за некои очигледни градежни пропусти. Илиев на средбата констатирал дека не се исполнети очекувањата на граѓаните кои секојдневно прашувале за ведливите оштетувања на новата фасада, за време траењето на работите и за заградениот простор покрај кеот на реката. Реконструкција на ваква установа не се случува секој ден, а со парите добиени од Министерството за култура треба да и се овозможи нов изглед и нов век, за да се добие објект на кој сите ќе му се радуваат, нагласил градоначалникот на состанокот со изведувачот и надзорот на градежните работи. Инаку со цел секојдневно да се следат работите на терен, општина Кочани постави инженер како недворашен надзор, што придонесе навреме да се коригираат некои, но не и сите градежни пропусти. Изнесените забелешки од Илиев ги потврдија и представниците на фирмата задолжена за надзор. На средбата е предочено дека целта на локалната власт е по реконструкцијата на Центарот за култура, околу него да се оформи модерно шеталиште како целина во која овој објект ќе има доминантна позиција.